Добар ден, пладневни вести во првиот работен ден после празниците. Еве што ќе гледате. Берово за великденските празници полно со туристи, привлечени од природните убавини и богатата великденска програма. Апел до меѓународната заедница и грчките власти конечно да се реши проблемот на македонците од Егејска Македонија, порака од средбата на егејците во Брест. Денес е ден на Царинската управа на Македонија. На денешен ден пред 21 година македонската царина го стекна суверенитетот на царинското подрачје на Македонија. Берово, туристичкиот бисер на истокот за празниците беше препун со туристи. Великденската програма, организирана од општината, целосно го исполни плоштадот Димитар Беровски, каде гостите уживаа во изведбата на Софиската опера и музикалниот театар од Бугарија. Гала концерт приреди општина Берово за своите граѓани. На плоштадот Димитар Беровски беше одбележан еден од најголемите христијански празници – Великден, Христовото воскресение. Општина Берово и оваа година организираше прослава во која покрај традиционалните содржини за избор на најцврсто и најубаво декорирано великденско јајце, за прв пат на сцената на плоштадот во Берово, беровчани имаа можност да уживаат во магијата на современиот балет. Великденскиот концерт го отворија дечињата од детската градинка 23 август од Берово. Балетската група ја предводеше македонскиот балетан Трајче Стојковски, кој сега е солист во музикалниот театар во Бугарија. Со него настапија едни од најдобрите солисти од Софиската опера и музикалниот театар од Софија, исполнувајќи програми од повеќе музички жанрови, кои ги вклучија страстното танго, шпанските танци, модерен балет, фрагменти од Кармен, персиски ориентален танц, неколку дуети и соло изведби. Свој настап имаше и културно-уметничкото друштво Димитар Беровски од Берово, а како соло пеачи настапија Ангела Здравковска и Иван Мамучевски. Особено внимание и оваа година на великденската прослава во Берово привлече традиционалниот избор за најцврсто великденско јајце, на кој од пријавените 120 победник беше Глигорчо Цинкарски, додека во изборот за најубаво декорирано великденско јајце прво наградена беше Марија Димовска. Овој настан придонесе за и така големиот број на туристи кои првите 2 дена од великденските празници ги поминаа во најисточното градче од државата, привлекувајќи ги уште и со чистиот планински воздух и богатите туристички капацитети. Вчера во село Брест се одржа традиционалната средба на протераните од егејскиот дел од Македонија. Новие средби секоја година се испраќаат пораки до европските институции, но и до грчките власти да се решат проблемите со кои се соочуваат македонците од Егејска Македонија. Собирот на егејците од манастирот во Брест беше искористен и за промовирање на обновената селска чешма во мини плоштадот. На вториот ден од Великден се одржа традиционалната великденска средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија, кои живеат во земјава и странство. Сдруженијето Македонски Егеј од Штип 21 година поред го организира ова среќавање во манастирот Свети Пантелеймон кај селото Брест. Залагањата ќе останат истина малку проширени, бидејќи во овие бурни политички времења многу е важно македонецот да биде единствен, македонците да се сплотат, да бидат единствени, бидејќи, како што знаеме, мора да зачуваме ова наша горда Македонија. На оваа средба присуствуваше и градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, која поздрави оваа традиција која се чествува веќе 21 година. Ние мора да порачаме дека нештата во Европа се минуваат. Сите оние неправди кои беа направени према тие луѓе, протерувањето, земањето на имотите, губењето на граѓанските права, мислам дека и во Грција нешто се минуваат. Така да мислам со доаѓањето на новата влада во Грција, мислам дека многу работи ќе се променат. Веќе не е толку строго, полиберално е. Желбата ми е едноставно да се ги остварат своите елементарни права, да се ги вратат своите имоти во Егејскиот дел на Македонија, едноставно да можат безбедно да ги си посетуваат гробовите на своите предци и на некој начин се она што е нивно да им припадне. Мислам дека таа обесправеност која трае повеќе од 70 години, мислам дека конечно ќе биде надмината. Оваа средба создава и враќа спомени, но и праќа јасна порака за македонците чии корени се од Егејска Македонија.
Тоа е едно големо значење на нас прогонетите кои ги напуштија своите домови од 1945 година до 1949 година. По тој повод во организација на Сдруженијето се организира ова средба, што е од големо значење, затоа зборно големо значење. Од ова средба се испраќаат доста пораки до сите институции во светот за одземање на правото на македонците од Единствена Македонија. Поготово, ние сме оштетени од страна на Грција. И затоа пратиме порака тука преку овие телевизии, преку медиуми, електронски пишани се. Пратиме писмо и до сите Обединети нации, до Советот на Европа, до владата, до сите институции кои се занимаваат со правата на прогонетите од Единствена Македонија. Да ние прогонетите кои сме над 350.000 прогонети, би требало да имаме еден заеднички јазик, заеднички став, едно обединување, да бидеме со иста цел. Кога настапиме тие институции, да го има на прогонетите од Единствена Македонија, а не да има некој раздвојување на тоа не чини. Али мислам дека веќе на тоа се оди, да има на подобрување за единство на сите прогонети и за цела Македонија. Со песна Јоро се одбележи уште едно среќавање, на кое македонците од Егејскиот дел на Македонија видно потенцираат дека незаборавот ги чува спомените. Општина Штип пред повеќе од еден месец објави оглас за продажба на градежно земјиште по пат на електронско јавно надавање. Предмет на конкурсот се 13 градежни парцели, од кои 3 се за изградба на индивидуални стамбени објекти, а 10 за индустријски објект. Заинтересираните можат најдоцна до утре да пријават учество во јавно надавање, кое ќе се одржи во петок 17 април. Денес е ден на Царинската управа на Република Македонија. На 14 април 1992 година Собранието на Република Македонија го усвои Царинскиот закон со која е основана Царинската управа на Република Македонија, која од тој момент го стекна суверенитетот и контролата на целото царинско подрачје на државата, па затоа овој ден се прославува како Ден на царината. Вработените во Штипската царинарница, под која спаѓаат испоставените во Велес и Делчево, својот празник го одбележаа со крводарителска акција. Во организација на Сојузот на училишен спорт Кочани, под покровителство на градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, на 17 април ќе се одржи пролетен крос 2015. Новаа традиционална манифестација ќе учествуваат ученици од основните и средните училишта, студенти од правниот и економскиот факултет со седиште во Кочани. Од оваа година новина е тоа што манифестацијата се отвара за сите полнолетни граѓани кои сакаат да учествуваат во пролетниот крос. Должината на патеките за трчање се различни, а тоа зависи од возраста на учесниците. За најмладите учесници патеката за трчање е од 60 до 400 метри. Најдолга е патеката за момчиња од средните училишта кои ќе трчаат на патека од 600 метри. За сите надпреварувачи на пролетниот крос задолжително е лекарски преглед. Ниту двојниот европски првак Гер не можеше да застане на патот на ракометарките на Вардар, кои во реваншот во Унгарија одиграа нерешено 27-27 и се пласираа по втор пат на завршниот турнир од Лигата на шампионките. Македонскиот првак ЖРК Вардар на денешната ждрепка треба да го добие полуфиналниот противник на F4 турнирот, закажан за 9 и 10 мај во Ласло Пап во Будимпешта. Со исклучок на норвешкиот представник, Вардар сезонава се соочи со Будуќност и со Динамо. Останаа најдобрите 4 екипи во Европа и кои да ни го донесе ждрепката нема да биде лесно и едноставно. Се сведува на двата дена во Будимпешта, еден меч до финале и оној што ќе има повеќе среќа, ќе покаже поголема желба и мотивираност, тој ќе го крене пехарот, соопшти Индира Кастратовик, тренер на ЖРК Вардар. Ова е се во пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе информации за настаните и актуелностите на истокот подготвуваме за дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден.